Добро вечер, Битола. Добро вечер, Македонија. Ево, ова сум јас. Ќе ме видите за кратко. Реален лик, кој што вечервава ќе биде ваш водител на овој 16-ти поред Македонски собор. Имаме што да ви порачаме, како што порачуваат и во целиот свет. Вечервава сме собрани овдека да го крениме гласот против ковид мерките и присилната отровна инекција. Ќе се обидиме, повторувам уште еднаш, да воспоставиме видеоконтакт со доктор Слаđana Велков, на генералната проба беше успешна конекцијата, меѓутоа на се сме спремни. Тоа бев јас, вашиот водител. Се годиме вака. Прво на сите, сакам да ви го честитам денешниот голем православен празник, Свети Архангел Михаил, да побарам од него молба да не заштити и еден како носител на светата војска, на светите ангели, да се бори против злото кој што го надвисна нашиот град, нашата татковина, нашиот свет. Но оние кои што го слават овој ден, односно имат куќна слава или име, им го честитам. Воедно им посакувам на сите среќа и благосостојба во нивните фамилии. Сите да останеме здрави, живи и невакцинирани. Поздрав до невакцираните кои што од различни причини седат дома и не излегуваат по плаштадите ширум татковината. Браќа и сестри, излегувајте. Не е време за никакво мудрување, не е време за анксиозна состојба, за страв, не е време за политика. Од тука почнуваме ние од градот Битола. Ако забележиме некој политичар, прво ќе го свртиме грбот, без разлика за која политичка партија се работи, затоа што видовме минативе 2 години во пандемијата како се однесува. Едно логичко прашање. Умираат доктори, сестри, машинобравари, возачи, овчари, кондуктери, се и се што умре. Не забележавме ни еден од политичарите, од повисоките политичари да умре од COVID-19, како што билуваат да го наречат. Меѓутоа деновиве излезе едно вознемирувачко видео од Словенија, каде што докторка, се извинувам, медицинска сестра со долгогодишно искуство, образложи дека дава отказ и зошто го дава отказот. И замислете, таа тврди дека постоеле 3 вида на вакцини. Тие со број 1 биле плацебо, односно биле фалсификат, лажњаци, чиста водичка. Со такви вакцини вакцинирале политичарите, олигарсите и моќниците. Имало втора вакцина на МРНК технологија. Со таквата вакцина ги употребувале врз целата популација. А со третата вакцина, покрај нанотехнологијата, додавале, са не разбрав точно, не сум експерт во нанотехнологија, меѓутоа додавале нешто што најкасно за 2 години ги напаѓа матичните клетки и предизвикуваат канцер, рак кај организмот на тој што има примено инекцијата. Колку е точно ова не знам, меѓутоа нека потврдат или нека ме демантират докторите.
здравствените работници, кои за жал и денес нема да бидат присутни. Нема нити медиуми, за жал. Еве, јас ќе бидам медиум, ќе ве информирам за се. Малце настрана сум од протестот од соборот за да можам да имаме една уводна реч. Политичари рековме повеќе некиме и за жал требаше господин Петар да ви го честита од ова наша импровизирана говорница денешниот православен празник. Меѓутоа, како што знаете, овој народ овдека ше на площадов, сега моментално може би има 400 и 300, 400, може и 500 луѓе, го нарече убиец и самоубиец. Јован Каревски, никогаш нема да ти го заборавиме. Па, чекам уште 5-10 минути да се присовери уште некој македонски соборник за да кажеме тоа што имаме да си го кажеме. Браќа и сестри, излегувајте. Покасно, ако имам шанса, би сакал да зборувам за скопските протести, за вашата организираност или неорганизираност и така натака. Се чудите зошто ве нема на площадите. Ние мислиме дека знаеме зашто ве нема на площадите. Ќе зборувам нешто покасно ако имам време и шанса за таков говор. Анализирани сте и точно знаеме зашто не ви излегва народот на протести. Не е до народот. Не е до народот. Народот не пие појќе мастило. Не е глупав народот. Како што гледате, едни добри 50-60% од македонската популација не ни излегва, не ни гласа на вашите однапред лажирани избори. Кажете ми еден политичар во татковината што застанал и што излегол во одбрана моја, ваша, на невакцинираните. Јас таков ниту еден не познам, без разлика дали се работи за албанец, македонец, србин, дали се работи за ДПМН, СДСМ и така натака. Се на страната на глобалистичките сили и ќе дојди по некоја година, ќе ви бараат гласови, за да ве дивеат, не ве владеат, ве дивеат. Уште еднаш, браќа и сестри, излегувајте од вашиот комфорен дом. Излегувајте и борете се за вашите животи. На сите што мислите да останете луѓе, што не сакате да примите никаква вакцина, местото ви овдека покрај нас. Ви тврдам, и тврдиме дека нема политика. Овдека има луѓе, мислам, нема политичари, меѓутоа има членови на СДСМ, на ДПМН. Ништо не ни смета тоа. Ништо не ни смета кој од кај сака нека биди. Главно, нема да го контаминираме ниту еден македонски собор со политика. Ево, новинари од Тера телевизија, локална телевизија, голема благодарност и до нив, ете што се одзваа. Што ќе ви презентират тие, што ќе презентираме ние, кај ни можда цензура ќе има, пратете. Јас сум таков. Шо на ум, то на друм. Однапред се извинувам на сите за моето нестручно снимање. Не сум камерман. За моето нестручно изразување. Не сум политичар. Меѓутоа, давам се од себе за да го доловите моментот. Момент. Да се слушам. За околу 5 минути време имаме, значи. Ме известува дека ќе воспоставуваме линковска врска со доктор Сладжана Велков. Има што да ни порача. Значи се извинуваме, не јас, во името на сите македонски соборници. Ви се извинувам заради нашата непрофесионалност. Меѓутоа ви реков, имајте на ум. Ние сме само луѓе кои што се борат за својата слобода, кои што се страшно заинтересирани да останат живи, тие, нивните блиски, нивните деца. Ова е воведно излагање.
Ќе мора малце да се организираме, да воспоставиме линковска врска. Пратете, мислам со слика, сега некаде сме околу 400, може би 500. Меѓутоа доаѓаат од сите страни, доаѓаат луѓе. Ајде, ако сакаш, снимај малце. Натаму снимај. Ајде. Никола кај. Šta treba si? No society wants you to become wise. It is against the investment of all societies. If people are wise, they cannot be exploited. If they are intelligent, they cannot be subjugated. They cannot be forced in a mechanical life to live like robots. They will assert their individuality. They will have the fragrance of rebellion around them. They would like to live in freedom. Freedom comes with wisdom, and no society wants people to be free. The communist society, the fascist society, the capitalist society, the Hindu, the Mohammedan, the Christian, no society. Because the moment they start using their intelligence, they become dangerous. Dangerous to the establishment. Dangerous to the people who are in power. Dangerous to the heads. Dangerous to all kinds of oppression, exploitation, suppression. Dangerous to the churches. Dangerous to the states. Dangerous to the nations. In fact, a wise man is a fire, a light, a flame. But he cannot save his life. He cannot serve them. He would like rather to die than to be enslaved. I crveno da je?
Добар вечер на сите. Било ми е што сте денес во поголем број од поминатите протести. За почеток да ви го честитам празникот Свети Архангел Михаил. Напомош да ни на сите, бидејќи ќе ни треба. Ќе ни треба Бог, ќе ни треба негова помош. Денес сакам да најавам еден посебен постин, една посебна личност која со години се бори за спас на оваа планета, да речем на некој начин, меѓутоа не се охрабри ниту еден од нашата медицинска фила да излези овде пред нас да ни каже вистината. Сите се оградуваат, сите се повлекуваат. Ние денес ја поканивме да ни биде тука господин доктор Сладжана Велков. Меѓутоа таа, бидејќи нели со ковид сертификатите и со ПЦР тестовите, таа не можеше да ја помини границата, ќе ни биде гостин онлайн и ќе ни ја каже вистината од малку поинаква гледна точка од она што ни го представуваат нас медиумите и телевизиите. Па, да ја слушниме, доктор Сладжана. Поспоставуваме линковска врска со доктор Сладжана Велков. Се надевам дека ќе ја добиеме. Една од ретките која што ја говори вистината. Добро вечер. Како сте? Супер, како се гледало? Супер, одлично е. Одлично. Добро. Очекај да запалам и ова светлина. Сега може подобро, а? Да, борете. Супер е, доктор Сладжана. Ви благодарам на вашето присуство, многу ни значи. Можете да почнете со вашето излагање. Може. Добро вечер, драги пријатели. За жал, јас сега не можем да бидам со вас, затоа што Македонија е единствена земја во светот која има мерки за забрана за излез од земја без поседување на COVID сертификат или PCR тест. Значи, за влез, јасно е дека постојат нели мерки и дека може со тест, со сертификат и овој карантин. Меѓутоа, за излез не постои можност карантин, значи мораш или да се тестираш или да се вакцинираш, а што ниједна земја не воведува такви мерки за излез од земјата. Значи, земји воведува такви мерки за влез во земјата. И така да јас сега не можам да влезам, ниту да излезам. Значи, да влезам можам со карантин, али да излезам не можам ни со карантин. А јас не се тестирам, затоа што тестови се контаминирани. Англија врати 600.000 контаминирани тестови, PCR тестови, и имаме безброј случаеви каде што луѓето се после тестирање се чувствуваат лошо. Така да, а и не сакам да бидам во системот, значи штом влезеш во систем, после постои можност и за следење и така натаму. Значи, што се однесува до оваа пандемија, тука не се работи за болеста, туку за добро испланиран план за породување на човештвото. И тоа треба пред се да ни биде јасно, дека овде ништо од болеста нема врска со сето ова. Значи, ова што го зборам не е туку така. Значи, 2010 година, ова е Рокфелер документ, 2010 година, каде што зборуваат за можна нова
pandemija za možni nov virus, znači Rockefeller fondacija, zajedno so Global Business Network i taka natamo, i zborува za možna pandemija, na nov virus, za možno воведување на маски, за контрола на температура, за влез во некакви установи, за затварање, значи тие локдаун, полициски часови, и така натаму, значи влегување во супермаркети со овие сертификати или тестови и така натаму, што не се сомневам дека ќе дојде до тоа. И во тој Рокфелер документ се наведува дека, пророчки, дека Кина прва ќе излезе од тоа, од целата таа лудница. А тоа значи и Кина стварно нели излегува прва од сето тоа. А зошто? Затоа што Кина прва вовела социјални бодови. Значи, ние овој COVID сертификат, што го нарекуваме, тој сертификат е само чип на хартија. Значи, и многу малце време дели од момент кога тоа ќе стане чип на кожа, па потоа чип во тело. Во март 2022 година во Србија се воведува социјална карта. Социјална карта значи дека сите би имале, практично тоа во Кина веќе отстварено, и затоа они пророчки предвидуваат дека прва ќе излезе Кина, затоа што ова врска нема со никакви болести, него со поробување, потпуна контрола на човештвото, и значи, таа социјална карта значи дека кога вие ќе влезете во биоскоп и ќе гледате некој филм кој државата не го препорачува, или ќе патувате некаде, или ќе читате некаква книга, ќе купите некој весник, ќе јадете во некој ресторан кој што не е препорачан од државата не го сака тоа место или таа книга, тогаш ви се одбиваат бодови. Значи, вие каде да влезете, нели сега покажувате сертификати кога влезете во ресторана, и тоа се движи напред, значи сега и установи ќе стане и за продавници, за храна и така натаму. Така да, многу наскоро тоа може да стане, доколку не го сопреме ова, може да стане и многу проблематично, и да дојде до една точка од каде нема враќање назад. Понатака имаме втор документ, тоа е Event 201, тоа е конференција, да кажеме, која е организирал Бил и Мелинда Гейтс фондација и Светска банка, не знам точно кој. Значи, каде што? Значи, октомври 2019 година се зборува за можна пандемија на коронавирус, значи пред да се појави било што од сето ова. И точно се зборува, тука се повикани и авиокомпании, менеджери и така натаму, и сите зборуваат што кој ќе преземе, како патувања ќе нема патувања, ќе се работи од дома и така натаму, значи се она што сега се случува. И позади овие многу работи, значи стои Светска здравствена организација, за која ние мислиме дека е светска така организација која се грижи за здравјето на своите граѓани, меѓутоа тоа не е така. Затоа што Светска здравствена организација е финансирана од приватни организации и само еден мал дел е финансирана од држави. 20% од финансиите на СЗО
се од фондација на Бил and Melinda Gates и Gavi, што е исто, што значи дека практично тоа е он финансира повеќе од било која друга држава чланица. Тоа значи дека тој практично е власник на таа организација и кој финансира, тој диктира и ние затоа имаме сега сето ова што не се случува. Инаку, Бил Гейтс, ова е документ од 27. август 2021 година, значи Digital Documentation of COVID-19 Certificates, Vaccination Status. Ова го финансира исто така Бил Гейтс. Значи, дигитални сертификати, исто така Бил Гейтс купи во Англија фабрика за PCR тестови. И се врти не само околу пари, меѓутоа се врти све околу. Исто така, ова да го спомнеме, дека Македонија подпишува договор со World Bank, значи со Светска банка. Македонија подпишува, може да се најде на интернет, договор каде што Светска банка и дала 90 милиони долари, што е ситна цифра, инаку се дава многу повеќе низ други договори. Меѓутоа, во овој документ стои колку Македонија мора да испорача бројки, колку Македонија мора да купи на респиратори, односно современи гилјотини, и колку од сите тие други работи мора да исполни. Значи, се унапред, однапред е режирано. И ние кога ќе слушнеме денеска толку починати, толку заразени, тоа не се бројки кои се вистински, тоа се бројки кои се нарачани и кои некој мора да ги испорача. И сега ние гледаме дека оваа пандемија практично се базира на PCR тестови, затоа што ако немаме PCR тестови, нема да имаме ништо од ова, така? Доколку не се тестираме, практично ништо не се случува. И сега, меѓутоа, кога зборуваме за тестови, ова е документ кој председател на Сдружение на Нестале бебе Србија, Владимир Чичаревиќ, он праќа писмо до Министерство на здравје на Србија и бара да му се даде доказ дека вирус COVID-19 постои, да има доказ за тоа, дека маските штитат и дека PCR тест е поуздан. Значи, ако каже имаш таа болест, стварно имаш. Меѓутоа, они му одговараат дека они нема доказ за ниедно од тие три работи. Значи, Министерство за здравје на Србија. И такви писма имаме испратено на 93 организации во светот и сите дале негативен одговор. Зошто? Па затоа што вирус COVID-19 не постои. Значи, ова е документ на CDC, Центар за контрола на болести на Америка. И во овој документ, новал коронавирус, овака вика, дека не постои во време кога е правен тој PCR тест, не постоел COVID-19 и CDC нема во свој посед доказ, нема во свој посед COVID-19 вирус. Значи, тоа е Центар за контрола на болести на Америка. Кога се однесува до точно поузданоста, значи точноста на тие тестови, ние гледаме, например, Ерика Баду, тоа е пејачка, која се тестирала во една ноздрва е позитивна, а во друга негативна. Значи, имаме, значи, ова е бугарско патолошко здружение, кое објавува дека COVID-19 PCR tests are scientifically meaningless, значи научно без meaningless, беззначени. И така натака објаснува дека тој тест
ne može da služi za dijagnosticiranje na nikakav virus i na nikakva bolest. Понатака имаме дека на јули 2021 година, 21 јули, CDC, Центар за контрола на болести на Америка, донесува одлука дека PCR тестови повеќе не важат затоа што не разликуваат грип од COVID. И до крајот на годината мора да се заменат со некој друг тест. Значи, ово е официјално и ние и понатака ги користиме тие тестови и врз основ на нив одредуваме судбини на луѓе. И така натаму имам тука доста документи кои, меѓутоа, треба да се каже исто дека и тие бројки кои ги добиваме, значи, ние знаеме, например, за австрийски парламентарец кој во парламентот тестира Кока-кола и Кока-кола е позитивна на тој тест. Ние знаеме дека председател на Танзанија Џон Магафули, кој е микробиолог, хемичар, кој тестираше кози, овци, моторно масло, папаја и им дал имиња на луѓе на тие тестови и тие се враќаат како позитивни. Значи, моторно масло, кози, овци се позитивни. Сега ние врз основ на такој некој тест базираме, менуваме цела една, судбини на луѓе зависат од тако нешто. Исто така, имаше една емисија на, мислам дека беше Телма телевизија, не сум сигурна, каде што професорка Бухова и професор Пановски кажа, и тој видео е преведен на неколку јазици, дека луѓето кои извршиле самоубиство или загинале во сообраќајна несреќа се тестираат постмортем, значи после смртта, и доколку се позитивни, тие се пишат дека се умрени од ковид. Исто тоа го кажа и министер на здравје во Србија. И сега се прашувам како е можно некој да го слушне такво нешто и повторно да отиде да се тестира и да верува на сите тие тестови. Мислам, мене стварно не ми јасно. Меѓутоа, стравот е страшна работа. Значи, стравот раководи со нашите, со животи на некои луѓе, не со сите. Исто така треба да се спомне дека, значи, кажавме дека бројките се лажни и дека, еве, например, во Србија имаше емисија, доктор Жарко Чворовиќ ја раскажа случај, каде што објавува телевизија српска дека во Србија има позитивно 600 позитивни тестови на одредено место во некој одредено место каде што се тестирале. Излегува човек кој работел на тоа место и кажува дека тоа не е точно дека имаат 150 позитивни само. Што значи 4 пати се зголемени бројките. И сега ние веруваме, гледаме што се случува со тие бројки. Имам тука од, ќе го покажеме и тоа, значи, друго, она што мора да се напомене е дека обдукции не се прават. Значи, единствена метода со која може да се утврди причина на смртта е обдукција. И само обдукција, ништо друго. Што се случува во ова на српска телевизија, претпоставам дека и во Македонија исто ни кажуваат дека обдукции се забранети. Меѓутоа, обдукции не се забранети. Светска здравствена организација, јас го имам тој документ, каде што она кажува дека треба да се работат обдукции, меѓутоа како треба да бидат облечени и така натаму, тие што патолозите. Значи, обдукции не се забранети. Зашто не се работат? Тоа е сега прашање.
Знаеме дека порано, пред 68 година, 1968 година, смртта значила кога човекот ќе срцето ќе престане да работи, кога циркулација не работи, не циркулира крвта, значи кога човекот не диша и тогаш се констатира смртта. Меѓутоа, од 68 година, кога еден амерички адвокат ја тужил хирургија за предвремена смрт, затоа што практично пациентот умира со чин на вадење на орган, значи орган не може да се извади од мртов човек, орган се вади само од жив човек. Мртов орган многу брзо за неколку секунди се згручува крвта и тој орган е неупотреблив. И сега од 68 година Harvard Medical School донесува нова дефиниција, каде што од мождано мртов човек, понивно, а што значи мождано мртов? Значи човек циркулација работи, срцето работи, човек има температура, нормален притисок, чувства болка, се поти. Единствена разлика е што човекот диша на респиратор. И сега ние што имаме во болници? Имаме респиратори кои се нарачани, затоа што Светска банка барала тоа од сите држави кои потпишале дека ќе земат пари и морат да земат толку респиратори. И сега ние имаме респиратори на кои дишат луѓе и на кои, значи на респиратор на секој може да му се земе орган, законски. Затоа што он практично ако е без кислород 4 минути по дефиниција, он е мождано мртв. И сега ние имаме дека, иако професор доктор Зоран Станковиќ во Србија, бивш министер, имаше една емисија пред некој месец, каде што кажа, он е патолог, врвен патолог, и он кажува дека практично во мртво тело, нели, дискутабилно што се вируси, али да не должиме сега, не постои вирус. И зошто луѓето се закупуваат во лимени сандуци тогаш? А ние знаеме во мртвачници луѓето што имаат контакти знаат дека таму нити некој носи маска и дека се е отворено и така натаму. И дека никој не се плаши од ништо. Значи, за тоа треба добро да се размисли, затоа што знаеме што се случува со таа да кажеме криминално взимање на органи и така натаму. Не кажувам дека тоа се работи, меѓутоа тоа е можно во сите овие манипулации. Исто така, јас имам сретнато неколку луѓе кои ми имат кажано дека им е понудено за да упишат некоја диагноза, не некоја диагноза дека човек почнал од COVID, ќе добијат некаде беше 70.000, 60, 80, не е важно, значи која е точно цифра, меѓутоа некој им нуди пари за да подпишат дека човек почнал од COVID. А, например, човекот, тој нашиот пријател, почнал од мозочен удар. И врска нема со COVID. Нити тестиран бил ни ништо. Исто така во Америка, например, за смрт од COVID пневмонија, значи од упала плуќа, значи тестиран човек, позитивен, болница добива $13,000. А доколку некој почне на респиратор, болница добива $39,000. И сега, што е тоа, што се случува кај нас, не знам, меѓутоа треба да се испита. Благодарам, доктор.
Да ве прашаме дали може да имате кратко време за околу вакцините. Уствари вакцината не е вакцина. Да, сега терапија меѓутоа, секав пред имам за вакцина ќе кажам, ако може, ако имаме време само пред тоа да спомнам дека ние сега немаме грип. Значи, ова се само два податока да кажеме во Србија, например 2018-19 за 6 недели пријавени 29 починати и над 100.000 заболени од грип. А ние сега имаме 0 заболени и 0 починати од грип. Значи, сите тие луѓе се во тоа. Во Англија имаме исто сега 0, имаме по 22.000 по сезона. И така, натаму, ова е интересно што го најдов Македонија. Вика, расте бројот на починати од грип во државава за една недела 8 смртни случаеви, дата 7 март 2019 година. Значи, ова е пред COVID. И ние имаме 29 починати за 8 починати за една недела. И гледаме дека што се случува, меѓутоа треба да се спомне и овој Лукашенко, председател на Белорусија, кој одби 90 милиони, па одби 900 милиони и доби шарена револуција и сега, меѓутоа, уште е тука обстои. Меѓутоа, пред да кажам за вакцина, би сакала само да спомнам многу важна работа, а тоа е од што луѓето умираат. Значи, викаат луѓе починувале, ова, она, меѓутоа, моето прашање е каде луѓето починуваат? Каде? Дали починуваат како некоја страшна болест, например, хемиска, биолошка, војна? Ви имате мртви луѓе на улици, така? Луѓе падат по улици, наоѓате по дома и така не, идат сите у болница. Меѓутоа, ние сега немаме никој починат дома, нити по улици, имаме само починати во болници. Па така, имаме ова е студија New England Journal of Medicine, значи престижен медицински часопис, каде зборува за ремдесивир, тоа е лек кој се користи кај лекување на COVID. И овде, застрашујќи, ајде да не должиме сега, меѓутоа, тој лек има голема смртност. Тој лек за 10 дена на голем број на пациенти откажуваат бубрези. И тој лек, значи, кога ќе откажат бубрези, знаеме што се задржува вода и после имаме и да едем во плуќа и знаеме од каде ветер дува. Исто така имаме и сега нов лек фивапиравир, кој како јапонски, како кинески се препорачува, кој исто така е со многу тешки последици. Имаме, например, голема доза на кислород, која може да предизвика мозочен едем и смрт. И на крај имаме модерна гилјотина, респиратор. Значи, и сега вие кога ќе погледнете целиот тој циклус, ние гледаме дека практично луѓето умираат у болници и од што умираат? Од токсична терапија, од големо количество на кислород и од респиратори. И сега гледаме, значи, кога зборуваме за вакцини, ние имаме, например, викаат вакцини штитат, па да видиме сега, например, во Западна Европа, колку имаме вакцинирани? Имаме 70-80% вакцинирани. Меѓутоа, во афрички земји, пред некој ден гледав, значи, во главном е 0,1%, 1%, 2%, 3%, не премашува 5-6% вакцинирани во сите афрички земји. И сега, ние имаме во Европа бројки растат, заразени, заболени, починати, а практично во Африка од ништо тоа не постои. Нити се објавуваат бројки, јас пред некој ден бев близко до бугарска граница и слушав вести на радио. И на радио ниту еднаш не се спомна COVID.
Значи, во Африка вие нема да слушнете тоа никаде, не се зборува за такво нешто. Меѓутоа, во Србија, мислам дека Србија е лидер по ширење на здрав, и Македонија е тука некаде. И гледаме сега, например, во Израел, вакцинирани се 80-90%. Меѓутоа, што гледаме ние? Таму растат бројки, повторно локдаун, затварања, повторно се исто се случува. И други земји каде што имаат преку 80-90% вакцинирани, исто се случува. Значи, они најмногу почина да имаат и најмногу мерки ширење. Многу е важно да се спомне дека вакцините, COVID вакцина, Pfizer, FDA, значи Federal Drug Administration, тоа е значи државна агенција за лекови во Америка. Она значи ја одобрува вакцината за 3 месеци. Разгледува 329.000 страници на тој документ и одобрува за 3 месеци. Меѓутоа сега држава бара да се стави составна вакцина и се што стои во тие 329.000 страници да се објави јавно. И знаете што вика FDA? FDA кажува дека не може, тоа е многу за разгледување и ќе објавува 50 страници, не знам, дневно. Значи, за да се објави целиот документ, ќе треба 55 години. Значи, ние треба да чекаме 55 години за да дознаеме што всушност се наоѓа во таа вакцина. Меѓутоа, ние гледаме дека таа вакцина има нешто што не треба да има. Например, овај документ Plans for Monitoring COVID-19 Vaccine Safety and Effectiveness. Ова е од октомври 22 2020 година. И сега да не читаме тука многу работи, меѓутоа овде јасно стои кои се ефекти може да има, кои се последици може да предизвика. Па имате тука сите овие автоимуни заболувања, па имаме менингитис, па имаме конвулзии, миокардитис, кој сега го имаме, епидемија на миокардитис, имаме смрт, имаме многу проблеми кај бремени жени, и ова се било познато, значи, октомври 2020 година. И ова е FDA документ, значи државен документ, кој се ова го знае, меѓутоа и понатака си го препорачува. Ова е исто друг документ на Pfizer, каде што пишува дека 71 пати повеќе имаме heart attacks, значи инфаркти, 1000% инкриз, значи возголемување на овие негативни последици. И така натаму имаме и Европска медицинска агенција, која исто објавува званичен документ, каде што јасно пишува дека последица на COVID вакцини се миокардитис и перикардитис. Значи, сите тие работи се познати. Ова е... Извинувам, во интерес на времето. Бидејќи гледам малку народно се треси. Дали можам да ве прекинам да една препорака до народот од вас? Да. Па, препорака до народот е, моја е ваква. Значи, знаеме дека од партии ништо немаме некоја фајда. Единствена партија која излезе и кажа дека е против ова пандемија е партија Родина. Сите останати чутат, и што значи дека сите спаѓаат во ист кош и не може да се ослони овој човек на нив. Меѓутоа, сакам да кажам дека Господ е на наша страна, на страна на вистината. Ова е практично борба помеѓу доброто и злото, значи ова е епска борба во која ние секако ќе победиме, затоа глава горе. И
Бидете ми живи и здрави и ве сакам сите. Ви благодарам многу, честа беше огромна. Имајте Благодарам. Ко повикува господин Методија Папалевски да земи само краток збор ке ве молам. Велете. Добро вечер на сите. Нема многу да должам, само како медицинско лице сакам од кратка гледна точка да кажам во однос на на вирусот. Вирусот како вирус се смета дека е дел од фамилијата на SARS вирус и веќе е на нас за 12 години, така да не е ништо поразличен од сите што ги имаме во фамилијата. Телото совршено создава неспецифичен имунитет кон антигените на овој вирус, така да нема потреба од никаква вакцинација и само до тоа што тврдат дека COVID бустерот дека трае само 3 месеци и дава за право да се сомневаме многу. Од друга страна, како што кажа Александра Светислав, сите влади во голем дел од светот земат преку 90 милиони евра само да ја спроведуваат ова кампања на COVID-19. И луѓето тешко се охрабруваат, посебно медицинскиот кадар да излезе да каже нешто во врска со ова. Ете професорот Пановски скоро почна веќе не може луѓето да издржат и кажуваат по полека дека нема никаква смисла вакцинирани самиот процес на вакцинирање. Така да ако 3 месеци трае еден бустер, тогаш по 3 месеци наредна доза. И каде е крајот тогаш? Ќе треба да се вакцинираме до крајот на животот. Тоа е толку од мене. Хвала многу. Уште една дама, Билјана Петровиќ, повелете. Здраво на сите. Што каже Александра пред се, напомушдан и денешниот празник Деди Арангел, и кам што каже докторката, Господ е на наша страна и на вистина на наша страна. Се надевам дека ќе се избориме за тоа што сме овде. Многу ми е мило што сме во многу поголем број од изминатите протести што беа. Како што кажавме, ние бевме тука собрани за да ги поттикнеме и другите луѓе да се разбудат и да ни се придружат. Гледам денес многу повеќе будни луѓе и колку што се построги мерките, толку луѓето повеќе се будат. Се надевам дека ќе се разбудат многу повеќе луѓе и на наредните протести ќе има многу поголем број. За наше добро и за доброто на нашите деца, на нашата иднина. Фала на сите. Денес Архангел Михаел сите да ме благослови да ме чува. Јас немам можност денес да појдам в црква, ама имам можност одека сите да ме благословам со светиот крст. Јас лани на 15 ноември бев заболен од COVID-19, на 20 вчерашен со по една третина на двете крила имав трупна пневмонија, ме пуштија дома да се лечам. На 24 одев со 43 сатурација. Што фала на Господ и на Архангел Михаел, на ден сум жив. Требаше да се вакцинирам, пролетта чека старите. Требаше се вакцинирам, летото чека и луѓето што немат прележан. Било како, а јас сични ќе. Ама требало. Ајде 7 месец одам прам, тој примам антитела. 3545. Чајако што могли да се вакцинирам, јас вели имав 13.000 нешто се вакцинирахме, вика. И со една и со другата. Па чекај сега ти рече, за 3-4 месеца рече, кога ќе ти паднат, тоа ќе се вакцинираш. Добро. И onda му велам, испитав антитела. Да ти имаш 4.000 му велам сега. Од 3.545 сега имам 4.000. Позивам се третата теза ми вели како ти порастија. И ние сме мислили, не се вакцинирам. Имам документ, тоа во мене сега на 4. А рече, знаеш дека ми не зајава, рече, ако сум попогадата, рече, 260, јас му века. Како да имам 13.000 со 2 дози, сега имаш 260 му? Не знам дали да ме зајава. И кога се не зајава, сами се зајаваме. Така е природниот имунитет и природните антитела
растат, а не пајат. А вакцината за мене ги паја. Толку поздрав од мене да се свестиме. Пателите мене. Слобода! Слобода! Продолжуваме. Повеќе браќи и сестри, од 15 август сме овде и нема да застанеме. Продолжуваме сите заедно до офицерски на нашиот марш на слободата. Да сте здрави и живи. Ej, video pivo. Video pivo. Povesna. Извинете во лајфа. Слушнав обраќањето на Битолчани, слушнав обраќањето на доктор Сладжана Велков. Сега одиме со нашето дефилирање по широк сокак. 16 пат се јавуваме од центарот на градот во Битола. Малце во поголем број, 400 може би нешто повеќе души. Бучни. Вакцинација трансплантална инјекција. Ова е протест за земање на слободата на секој граѓанин на нашата татковина. Ние протестираме против сертификати, против антивакцини, против свободно движење, заради тоа што не сакаме да крие експериментална инјекција. Протест против сите фашистички и дискриминаторски мерки кои се преземаат против слободниот граѓанин на Република Македонија. Ти викам прејава да не се. Слобода! И луѓето кај мене. Малце бучни сме вечервава. Ако нека не слушнат, има уште луѓе. Ќе дојдиме повеќе другиот пат. Скопјани, ве спомна денес како организатори господја Сладжана Велков, доктор Сладжана Велков, макар што јас сум против политиката се меша во вакви протести, посебно не Родина, затоа што Родина може да се меша во парламентот, во локалните избори, меѓутоа на протести не би требало. Видете каде грешите. Видете каде грешете. Соберете се. 30 луѓе, здрави луѓе во Скопје, соберете се. Тргнете се настрана од политичарите. Кога ќе излезите 30, ќе ви дојдат уште 70, ќе се направите 100. Со 100 луѓе на првиот протест. Дајте по 70 денари секој од джепот. Купете еден звучник, тој заедно оди со микрофон и излегвајте, дефилирајте низ Скопје. Не дозволувајте политичарите да го лапат микрофонот. Строго контролирано. Борете се. Борете се за вашата слобода. Ништо не е комплицирано. Треба само желба за живот имате. Добро ќе растат протестите. Протест
Вакцинираните се чудат, си велат. Дојдо вечервава појке. Нема уште видено народ, што е народ излезе. Охрабрете се, драги браќа и сестри битолчани. Охрабрете се. Излезете. Гледате, ништо не боли. Се бориме за нашите животи. Мислам дека сме на правата, на исправната страна. Малце да доловите од битолската атмосфера. Мои драги сограѓани, горд сум на вас. Горд сум што сум дел од ова дефилирање по широк сокак. Горд сум едноставно што не сум сам во мојата и во нашата борба за нашите животи и слободата. Сите вие кои се вакцинирате и кажете ајшај си да пиете кафе, дали сте следати? Ние не се вакцинираме со експериментална инекција. Ние само бараме нашата слобода. Слобода! 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 Скопје, само сложно, Охрид, знам дека има автомобили да се организирате и вие. Ќе ви дојдиме на помош, близко сме 70 километри, организирајте се. Излезете, ви кажав, 30 луѓе, не е важно колку ќе излезите, важна е пораката, што сакаме да ја упатиме, а таа е, ќе останиме живи и невакцинирани. По секоја цена ќе ги браниме своите животи. Струмица, од почетокот сте со нас. Само храбро, браќа и сестри. Имаме што да му порачаме на светот. Протест против присилна вакцинација со експериментална инекција. Протест за слободен избор. Секој кој сака слободно може да прими експерименталната инекција. Втора, трета, четврта. Ево малце од друг агол. Нешто над 500, може би 600-700 луѓе, не знам, не е важно тоа. Важно дека сме сплотени. Дека има разбирање, љубов меѓу нас, братска, за прв пат можда во овие 30 години. Братимени еден до еден како никогаш досега. Има овдека, бидете сигурни дека има. И од СДС, и од ДПМН, и од Родини, Модини, од Интегри, од се има овде луѓе. Треба значи да го скршите овај народ, кој што 16 недели со ред излегува и протестира.
ги заштитува своите основни елементарни права. Да се повторам, без медиуми, без политика, без здравствен совет, без религија, без ништо, чист народ. А на сите споменати категории, срам и арам, ако некогаш ви повторив се ослободиме од вас, ако некогаш завладеј општество кое што е достојно за сите нас, ќе мора. Извинете, мило ми е имене. Ќе се гледаме пошто во животот. Ќе мора прво медиумите. Зло, вие сте најголемиот генерал на сатаната. Вие, токму вие, главни уредничина на медиумите. Што погазивте се свето, вие ако сте новинари, не само вие, воопшто во целиот свет. Тужете ме за навреда. Тужете ме за навреда. Затоа што и за навредување сте. Ги почнувате вестите како во Бејрут толку загинати, толку починати, толку заразени, толку вакцинирани. Цело време не труете 2 години. Срам ја рамбре. Ако ја треба овдека никаде ве нема. Ова е народ. Не можете да го спречите народот да ги брани своите основни елементарни права. Ако гледавте уводот од Ошо, ќе забележевте на самиот крај што рече. Човекот е оган. Побрзо ќе се запали, отколку да биде роб. Не знам што ви е толку чудно што си ги сакаме нашите животи. Ги сакаме нашите животи и не ви ги даваме туку така лесно. Поздрав до безбедносните сили. Ево гледате, мирни сме, не кршиме, не се тепаме, нема ни еден од вас, немаме ништо против вас. За разлика од вас, ние ве живуваме како браќа, како наши сограѓани. А со душа чекате, предпоставам, да дојди денот кој ќе можете огнени топови врзна да фрлате. Нема далеку да биде тој ден, ние не застанваме. Мирни сме, не гледате. Протест против присилна вакцинација со експериментална инекција. Протест против регулирање на сите фашистички и дискриминаторски мерки. Протест за одземање на слободата на слободниот граѓани. Словија на избор. Словија кој сака нека се вакцинира и се трети сака кој нека прими. Ai sacamos da prima experimental. Сега сум некаде на средината. Наближуваме кон крајот на нашето дефиле. Ви порачавме тоа што мислевме дека треба да го споделиме со вас. Ги охрабруваме, посебно невакцинираните кои што седат дома. Излезете бре господа, излезете. Наместо 600, 700, 6000, 7000 ќе бидиме. Тогаш ќе не сватат сериозно. Ќе речат, луѓе, македонци, во Битола се случува нешто. Доста ви ќутеа.
Нема повеќе, нема. Посегнавте по нашите животи, по нашите работни места посегнавте. По нашите работни места посегнавте. И така ни е лесно, ќе си заминимо нашите работни места, зошто дека така рекол Филипче. И дека со уредба на владата, нити закон, нити ништо, и ќе донесиде некој закон, и мене после 36 годишен работен стаж ќе ми збркате на улица. Директоре, ме знаеш кој сум? Дома ќе ти дојдам, дома ќе спијам кај тебе. На платен список ти ќе ме раниш, мене и моето семејство. Не знам јас како замислувате, вистина не мислам како замислувате. Јас сум само еден, само единка. Кај ќе оди овој народ? Предпоставувам дека 90% од него е во работен однос. Ќе го бркате дома и така ќе чекаме думриме ние во вецето. Ќе си изнагледаме глупости допрва. Злото раѓа зло. Прекратете со злото веднаш. Бркајте си ги политиките, ве трпевме 30 години, ни ги крадевте фабриките, ни ги крадевте парите, ни ја крадевте историјата, ни крадевте знамината, ни ги крадевте гласовите, ни искрадивте се. Сега ни остана уште животот, него не ви го даваме. Или ако го дајме, ќе го дајме скапо. Затоа внимавајте што правите. Протест вакцинација со експериментална инекција. Протест против одземањето на слободата и задобивање на аутсорсинг. Значи, забележиш да пиете едно кафе во ресторан. Вакцинирани? Вие вакцинирани овдека сте. Можда сгрешивте. Меѓутоа сепак, немаме ние ништо против вас. Сакавте да станете наркомани, бидете наркомани. Колку пати сака да се вакцинирате, толку. Меѓутоа, прекратете и вие да не убедувате да се вакцинираме. Прекратете да се плашите од нас, дека ние ви ја пренесуваме заразата. Одважете се. Ако немате здравствени проблеми, може би иднина ќе имате, ако не вие, потаму се ќе стани, се ќе дојде јасно како што треба да биде. Се наближуваме до нашиот офицерски. Вчера тука имаше еден протест. Видовме 50 луѓе. Благодарност голема до сите 5-60 луѓе вчера што излегоа на протестот. Ако душманот не го организираше тој протест, немаше да бидете и вие дел од вечерашниве протести. Чигера? Не. Кој? На брати другарно сум. Сега. Пријатели, роднини. Евате се, добро вечер на сите браќа и сестри во Христа, православни македонци и останати граѓани од кои имаат друга вероисповед. Јас сум православен македонец и затоа вака се обраќам. Кој сака може да дојде, пошто ова не е верска, не е политичка, не е партиски собир. Ова е собир на слободните граѓани на Титова пред се и граѓани на Република Македонија. Ево јас со моите браќа и сестри со граѓани 4 месеци следуваме на овие протести. Не знам колку сте информирани или не, 4 месеци секоја недела, 18 пред Магнолија, и следуваме на протести. Теја масови, па намалија, па притисоци, па избори, па ова, она, и предупредувавме дека ќе дојди до ова. Значи сега се воведува задолжителна вакцинација во здравство, страшна работа. Се воведува задолжителна вакцинација во администрација. Се најавува задолжителна и во приватниот сектор со основна образложение дека невакцинираните ширеле зараза. Значи вака, самите тие мими, значи јас не сум некој демагог, јас не сум некој научник или како докторката што кажуваш или некој теоретичар на заговор. Јас
само ја барам мојата слово. Јас ја барам мојата слобода од Бога загарантирана, забравам со моето тело што сакам. Зарем јас не знам што е најдобро за моето тело? Зарем некој друг треба да ми каже како јас со моето тело да раководам? Па јас сакам све најдобро, сакам најдобро за моите деца. Значи сега притискаат да примиме некоја експериментална течност која се докаже дека не е ефикасна. Значи заболуваат вакцинирани, болни се болниците со вакцинирани. Значи нека не е лаже дека повеќе биле невакцинирани. И да е таа се каже, зошто превакцинираните заболуваат? Па зарем тие не пренесуваат вирус? Зошто нас не дискриминираат? Која им е намерата? Значи не е намерата тие дека многу се загрижили за нашето здраве. Друга е намерата. Но некој друг треба тука да дојди и да го каже тоа јавно. Јас сум обичен граѓанин. Сите ние тука сме обични граѓани. Затоа ги повикувам како прво докторите, како еден еве тука беше по здравство представникот прво кажа нешто, докторите треба да дојдат да го земат овој микрофон. Адвокатите да дојдат и да ни ги кажат нашите уставни права. Дали некој мене може да ме присили да примам експериментална инекција? Значи во Устав на Република Македонија стои никој не сме да те присили да ти даде лек да ти даде во твоето тело, ако ти не вакцина, јака експериментална. Јас не можам да разберам кај му иде памет, зашто се тие доктори, зашто не излезат, што се плашат, да зарем, че немаат деца. Значи сега најавуваат присилно на сите, а понатаму ќе најават и на децата, запамтете. Значи ова е предупредуван. Ќе најават и на децата. Невообичаено долги вечервава, при крај сум и со батеријата. Ќе одам малце подалеку за секој случај да се одјавам. Да го резимираме вечерашниот дел. Голема благодарност за сите браќа и сестри што вечервава се одзваа на повикот на ние народот и што излегоа да се ги заштитат своите животи. Браќа и сестри, тука сме ние. Ќе видиме и утре, и други ден, и по други ден. Ќе видиме стално кога ќе ги загрозат нашите животи. Немаме се уште дефинирано за наредната недела. Мислам дека бара народот да протестите започнат во 12 часот, меѓутоа се уште не се дефинирано. Затоа ќе ве молиме, пратете ги, посебно мојот профил. Пратете го мојот профил. Дури сум жив, никогаш никој нема да излажам. Ако речиме, протестот ќе се одвива пред плоштад Магнолија во 18:00 часот, и ако не дојдиме, да знаете дека сме или мртви или спречени во нашите намери. Секоја недела досега протестите беа одржувани во 18:00, посебно за новите што се денес протестанти и што ќе огледате видеото. Да знаете дека секој протест започнува во 18:00 во секоја недела. Започнува од плоштад Магнолија и дефилираме кон офицерски дом. Уште еднаш ви благодарам што бевте дел од заедничката борба за слобода и зачувување на нашите животи. На самиот крај ќе ви порачам она што веќе 16 пат го порачувам од офицерскиот дом во Битола. Браќа и сестри, македонски соборници, битолски соборници, македонски соборници од цела татковина, останете здрави, живи и невакцинирани. Бог со вас и со вашите семејства.
Секој е добро. Се гледаме наредната недела, исто време, исто место. Ако има некои измени, реков, ќе бидите навреме известени. Секој е добро. Пријатно.